Господин Димитриевски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер и на вас и на вашите гледачи. Рече си при секое ваше гостување во Сител по разделувањето со СДСМ, ве прашувам за вашиот однос кон председателот Црвенковски, поранешниот председател на партијата. Неизбежно е на почетокот да ве прашам како коментирате фотографијата на вашиот носител на советничката листа во Охрид со Црвенковски, значи нешто? По стари пријатели се. Добар дел од луѓето во знам се поранешни членови на СДСМ, добри луѓе. Што се однесува до другиот коментар, си СДСМ или не си СДСМ, имам една фотографија овде, па дојде времето овој овде насликава да прашува кој е СДСМ, кој не е. Советникот на поранешниот министер Тодоров во владата на Груевски. Денешска наводно најголемиот СДСМовец. Сеќавате на тој период кој беше директор на или втор човек во министерството на фондот кај што се најголемите пари? Дончев. Сега каде е? Во странство. Предпоставувам и овој наскоро ќе им се придружи таму, бидејќи има златна виза за Дубај. Тој вели или си СДСМ или не си? Па да, баш тој да прашува дали е СДСМ или не. Жалам што таа партија дојде на оваа ниво. Има прекрасни членови, има многу добри другари таму. Искрено жалам и час поскоро треба да си заминат тие луѓе од таму, бидејќи социјалдемократијата во Македонија не заслужува да ја водат лажни социјалдемократи кои што уживаат по јахти, се возат во луксузни аутомобили, а овде се продаваат пред јавноста како честни души. Бидејќи ако тргнам уште од периодот на почетоците 2016, некаде 17, фондот за иновации, оние набавки на вакцини, реагенси, жути компании и така натаму, тоа се афери кои што го следат него. А потоа ги има уште мал милион. Како тоа со толку скромни докторски плати се купуваат толку број на станови да не ги знаеш кај ти се. Така да мислам дека е некоректно. Сепак Црвенковски бил еден од основоположниците на СДСМ, јас него го почитувам, се кажал многу работи, тој не е во знам, ниту пак се има подпишано за мене и за кандидатурата. А кој со кого седи во ресторани на приватни седенки, тоа е лична работа. Добре, трет пат барате доверба од Кумановчани, првиот пат како кандидат на СДСМ, вториот пат како независен, трет пат како председател, лидер на знам. Што е мотивот што барате трет мандат за градоначалник на една општина? Од најзадолжена општина во Македонија, или втора најзадолжена општина, денеска сме финансиски најстабилна. Вративме огромни долгови, 15 милиони евра. Реализирав заедно со мојот тим над 800 проекти. Ова е се 300 страни, 800 проекти во илустриран приказ. Немам многу примероци, едниот ќе ви го оставам на вас. Повелете, и тоа е причината. Бидејќи сакам Куманово да продолжи да се менува. Не сакам да дозволам тие кои што го доведува во таква состојба каква што беше, да добијат можност повторно да се вратат, бидејќи гледам дека еден од моите против кандидати интензивно за рака го шета поранешниот градоначалник, кој што буквално камен на камен не остави во општината и се што направи денеска ние реконструираме повторно по него. Тој вели двојка заслужувате за Куманово. Па мојот број е 2. Метафорички вели број 5 требало да се гласи. А мојот број е 2 и јас ги повикувам граѓаните да излезат и да дадат подршка. И на мене како кандидат и на советничката листа на знам, предводена од Ивана Георгиевска, бројот 2 е плоден број, среќен број, позитивен број. Од друга страна, зад нас стојат резултати. Тие зборуваат че, а ние вериме направивме и планираме да направиме тоа и тоа. Што им нудите на Кумановчани, видливо зборувам, за подобрување на квалитетот на животот, ако ги исклучам сите оние ситни активности, проекти кои што всушност се ваша обврска на вашето секојдневие за која земате плата? Да направи градоначалник улица е исто како еден забар да ви поправи зап. Во дел на капитални проекти, како што беше реконструкцијата на спортската сала, реконструкцијата на малиот плоштад, дополнително во следниот мандат, изградба на нов плоштад кој што ќе предложам да се вика Македонија, нов сквер на локацијата Чоробенско ќоше со подземна катна гаража,
3 детски градинки, кои што конечно ги одблокираме, бидејќи тие во континуитет кој поранешна влада ги блокира и не одобруваа средства. До сега реконструирав 16 училишта, планирам со реконструкцијата да завршам на сите. Реконструирани се сите средни училишта, голем дел на основни, до крај и уште многу инфраструктура, средување на централно градско подрачје, враќање на ликот на Старо Куманово, бидејќи не дозволи ни една зграда да никне по типот како никнуваа во минатото, например, еден палац кој што беше малте не под заштита објект, го срушија без ни едно паркинг место, денеска никна цели згради таму, кај што имаме сериозен проблем. Имавме и се уште го имаме, нови катни гаражи на 2 локации кои што планирам да ги расчистам. Една е кај старо хемиско чистење, втората е на локација Табакана, кај што претходниците цртале зграда, ама јас нема да дозволам зграда, урбан ред во градот, точно носење на генерален урбанистички план и дефинирање каде може да се градат згради, каде може да се градат куќи и онаа што е најбитно, развој на економија, бидејќи Куманово има шанса да стане не само центар, економски центар во Македонија, туку и регионален. Се скрсти тука коридорот 10 и коридорот 8 кој што веќе се гради и тоа ни дава шанса. Куманово има веќе со сопствени сили развиена една економска зона. Таа зона е една од најпопуларните во државата, веќе имаме на 150 милиони евра инвестиции во таа индустријска развојна зона, такви нови зони, многу индустријски центри, многу нови странски и пред се домашни инвеститори. Имаме најава веќе за неколку инвестиции. Значи јас во следниот мандат ќе се посветам за развој на економија, подигнување на GDP-то не само на локално, регионално, туку и на државно ниво. Добро, за проектите ќе можат луѓето да видат гласачите што е направено, што ќе се прави. Интересно е што во вашата општина, која е најголема во државава, дури 7 кандидати има за градоначалници. Меѓу нив е и кандидатот ДУИ, кандидатот вашиот владин коалиционен партнер Вреди, да не заборавиме, ВМРО ДПМН ви даде поддршка со тоа што нема свој кандидат. И тука е кандидатот на вашиот поранешен партиски другар, СДСМ Мартин Костовски. Што очекувате да се случи во првиот изборен круг со оглед на толку многу кандидати? Им честитам на сите на кандидатурите и граѓаните ќе имаат избор во недела. Што очекувам? Очекувам да победам. Очекувам да победам дури и во првиот круг, доколку цензусот биде висок, тогаш ќе се надпреваруваме сигурно во вториот изборен круг и ќе победи програмата на Движење Знам за наша Македонија, затоа што знам и Куманово знае дека ќе имаме континуитет. Јас одам на многу места во Куманово, одам во село, ми викаат работиш само во град, во градот ми викаат работиш само во населбите ми викаат работиш само во селата и во градот, кај албанците викаат работиш само кај македонците викаат работиш само кај албанците, но еден е заклучокот. Работам. И тоа не се случило со години и години наназад, имаме еден континуитет и затоа се тие 800 проекти. Верувам дека граѓаните на Куманово, мои кумановчани тоа ќе го препознаат и ќе ми ја дадат довербата да ме наџирам со најголемата општина во Македонија во следните 4 години. Спомнавте една аналогија, јас ќе ви цитирам една друга, интересна, за вашиот поранешен партиски другар Мартин Костовски. Велите, Куманово не смее да падне во рацете на Мартин Костовски, тој уште една потврда дека Зоран Заев се уште води партијата од сенка, а Венко Филипче е само необичен пион. Тој пак за вас вели, наместо коректор на власта, Димитриевски стана пион на Мицкоски и Тројански конј кој треба да ја дели опозицијата и СДСМ. Сличен вокабулар, зошто толку отровни стрели меѓу двајца? Никогаш не сум испукал отровна стрела, тоа е само реципроцитет. Знаете, јас не се водам само по Библијата да го вртам и десниот образ на секоја шлаканица, туку одговарам према брадата и бричот го наоѓам, инаку што се однесува до тие обвинувања не држат, сите ја знаат вистината како тоа се случи. Јас бев избркан и се уште немаат одговор на тоа, немаат ни официјален одговор, нити одлука од СДСМ, кога тие беа најсилни. Централна, локална власт ми прогонуваа, ми измислуваа афери и така натаму, и за мене барем ова е раководство на СДСМ и таа историја е завршена работа. Убавите спомени ќе ги помнам, но ќе креирам нови. Денеска имам знам и продолжувам. Не сум ничи пион, нити Тројански кон, нити продолжена рака. Знам е политичка партија со ново членство, со легитимно избрано членство, со органи и тела на партијата, кое што има автономни политики, кое што настапува самостојно на овие избори, даваме поддршка на владините партнери во сите општини кај што немаме кандидат,
а владините партнери ни даваат подршка на нашиот кандидат. За советничките листи и тие имаат своји кандидати и ние. Ниту сум бил, ниту ќе дозволам, ниту јас, а најмалку пак знам да биде нечија продолжена рака, а да сме креатор или коректор на власта сме, тоа се потврди и со грбот, тоа се потврди и со одредени други одлуки во владата и со делувањето на нашите министри во владата и во делот на многу акти кои што беа донесени пред. Ја начнавте со работката, ако има втор круг, како тогаш ќе постапат вреди, со кои често имате несогласувања во рамките на владината коалиција? Видите, јас сум градоначалник на сите граѓани. Мене од позицијата како што ја вршам градоначалник, тоа беше една од главните причини зошто се разидуваме со тогашните раководства. Јас не бев партиски послушник. За мене граѓаните се на прво место, државата, градот, потоа партијата. Џабе е вам партија ако немате град, држава или граѓани, кои немате среќни граѓани. И тоа беа разликите помеѓу нас. Јас секогаш како градоначалник сум делувал кон сите граѓани без разлика дали сум ја добивал нивната или не сум ја добивал нивната подршка. Исто така и во овој случај. Зошто да не очекувам подршка од Влен? Па видите, партиите не ги носат гласачите во джеп. Така да ние не можеме да ги контролираме во целост. Вие од позиција на градоначалник имате задоволни или незадоволни граѓани од вашата работа. Еден дел на процент на гласови доаѓаат преку партиска подршка, но другите според личното чувство на самиот граѓанин и личната сатисфакција кон вас. Во Куманово има и задоволни од мене, има и секако незадоволни. Ја користам оваа прилика да се извинам на незадоволните и да ги убедам дека доколку го домијам следниот мандат, ќе ги разубедам дека и ќе се обидам да ги задоволам нивните потреби. За крај, Максим Димитриевски, трет градоначалнички мандат, што ќе направи првиот работен ден од новиот мандат и со што прво би се зафатила? Прво ќе земам метла да го зачистам градот, бидејќи имаме сериозни проблеми поради внатрешни и надворешни блокади во јавно предпријатие Чистота и зеленило и од судот, од непринципиални извршувања и блокада на јавното предпријатие да не може да ги врши основните функции. Но Ќе не се сакам смени тоа нешто? Да, ќе се смени секако, затоа што ќе имам буџетска можност да реагирам со ребаланс на буџетот, да упомпам нови пари, да ги вратам долговите од 2004, 6, 8, 10 и 12 година на ова јавно предпријатие, кои што овие што сега бараат власт го задолжува енормно преку тие кумовско-кумашински и побратимски односи, и да го ставам на нозе, да го исчистам градот, дополнително да продолжам со реализација на веќе најавени 37 инфраструктурни проекти, помеѓу кои е изградба на една детска градинка со обезбедени средства, тендерирани и да продолжиме да работиме. Ви посакувам успех, Максим Димитриевски, гостин во тема на денот во Дневникот на Ви сите. благодарам и беше чест.